Председателот на Граѓанско-демократската унија и политички аналитичар Петар Колев повторно и се обрати на јавноста со анализа на случувањата и однесувањето на политичките партии. Во својата последна колумна Колев вели: И тркалото се сврте и улогите се сменија. Сценаријето е исто, само цената е малку повисока. ВМРО ДПМН застана во одбрана на новинарите и правниот систем, а некои функционери на СДСМ со својот вокабулар почнаа да наликуваат на еден братучет. Имено, смешно е и невоспитано ВМРО да зборува за слобода на изразување и правда, кога тие воведоа стандарди во така наречено новинарство по нарачка. За ова 7 години, ова со динамит ќе го решиме и слично. Од друга страна, толкувајќи го однесувањето на власт на СДСМ, Петар Колев констатира: Менувајќи го рувото во одлучна партија која ќе ја искористи целата демократија за да остане на власт, премиерот Заев вели дека нема да дозволи одредени луѓе да му ја скројат капата. Извинете, премиере, ама твојата капа не е и наша. Сам си ја скрои, сам да си ја носиш. Од овие причини Колев порачува: Граѓаните се тие кои се додека не превземат чекор ќе останат неми, наблюдувачи на менувањето на дресови кај СДСМ и ВМРО ДПМН. Во 90-тите ВМРО ќе го враќаше знамето и не го врати. СДСМ ветуваше правда и мир откако ќе падне Груевски, а правдата од 4 години затвор го снајде само дедото што ја кубеше Шекеринска, а пратеникот Крстомуковски доби тендер додека беше во притвор само да изгласа промена на името. Со вас, господа, компромис нема. Вашиот џандар збира, а сите знаеме за кого, каде и како. Но дали и понатаму ќе дозволиме? Вели меѓу другото во својата колумна Петар Колев.